Дали тетовското обвинителство го штити пратеникот на Дуи Џеват Адеми, чие име медиумите го споменуваа, односно посочија дека тој пукал на свадба пред една недела, каде бил ранет неговиот син и уште едно лице. Алфа телевизија дојде до копија од полицискиот записник и водејќи се по исказот даден од сведок кој бил присутен на свадбата на 30 јули, пратеникот Адеми и негов братучет се посочени дека пукале на веселбата. Во еден момент Џеват испукал еден рафал од црн пиштол во вис, а за кратко време дошол и неговиот братучет кој седнал до Џеват, кој откако седнал и тој извадил огнено оружје, пиштол сива боја и испукал неколку куршуми. За кратко време почнале двајцата да пукаат рафално со нивните пиштоли, како да се надпроверуваат кој ќе испука повеќе, а откако престанале да пукаат, ги вкрстиле цевките на пиштолите и ги држале во раце. Во записникот на полицијата стои дека биле повредени синот на пратеникот и уште едно лице, кој со потешки повреди заврши на клиничкиот центар во Скопје. Иако во записникот на полицијата од изјавата на сведок на настанот пишува од кој оружје било пукано на свадбата на 30 јули, од тетовското јавно обвинителство се уште се во дилема од кое оружје се пукало. Дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово изврши увид на лицемество веднаш по настанот. При тоа е составен записник. Во моментот се работи на прибирање докази и на утврдување со кое оружје е пукано. Во пријавата на МВР стои дека има индиции дека на 30 јули била предизвикана општа опасност, што е кривично дело за кое е предвидена затворска казна до 5 години. Кривичен закон член 288 став 1. Тој што со пожар, поплава, експлозија, отров или отровен газ, јонизирачко зрачење, моторна сила, електрична или друга енергија или со друго општо опасно дејствие или средство ќе предизвика значителна опасност за животот или телото на луѓето или за имот од големи размери, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години. Алфа телевизија се обиде да стапи во контакт со пратеникот Џеват Адеми и да ја слушне неговата страна на приказната. Неговиот мобилен телефон прво звонеше, но потоа стана недостапен.